Здраво на сите, еве сме уште во едно видео и ова видео ќе биде најверојатно последно видео од овој серијал. Првично планирав да овој серијал да има околу 30 видеа, да позборувам уште за некои теми, но поради слабата активност и слабата гледаност на последните две видеа, одлучив да одберам уште една тема, да направам уште едно видео која ќе биде најадекватно за да се затвори една целина. После ова видео, значи после некоја мала пауза и најверојатно од наредниот понеделник, ќе почнам да работам или да ги снимам видеата од тој втор серијал, во кој што ќе зборуваме на истите теми, значи ќе почнеме со слични работи, меѓутоа ќе зборуваме во многу повеќе детали. Исто така најверојатно видеата ќе ги снимам на Windows, а не на Mac. Ајде да започнеме. Значи во ова видео ќе зборуваме за аритметичките оператори кои што ги нуди C# програмскиот јазик. Значи ќе работиме со променливи и со броеви и ќе работиме со плюс, минус, множење, делење и така натаму. Ајде да започнеме со креирање на три променливи. Значи ќе имаме три целобројни променливи од тип integer. Целобројна А ќе ја крстиме првата и ги ставиме вредност еднак има 5. Int целобројна Б и ќе ставиме вредност 10. И int, да речеме, целоброен резултат. И ќе речеме, ќе ги собереме пред, значи ќе речеме целоброен резултат е еднакво на целобројна А плюс целобројна Б. Значи, кој што гледате, оператор за собирање на два броја ни е значито плюс. Ајде ова да го испечатаме. console.writeLine и ајде повторно ќе ја користиме таа синтакса, ако се сеќавате во големи загрепи пишуваме првиот параметар и ајде да го пишеме првиот параметар, целобројна променлива А. Значи ова 0 ни значеше првиот параметар после запирката, па ќе имаме знак плюс, па ќе го имаме уште еден параметар. Ајде да го пишеме и вториот, целобројна Б и ќе имаме едно еднакво и уште еден параметар после тоа што ни уствари трета променлива, целоброен резултат. И докога стартуваме оваа програма, ќе видите дека ни се испечати тоа што сакавме. Значи имаме 5 плюс 10 еднакво 15. Значи вредноста на првиот параметар после запирката, тоа е променливата А, која има вредност 5, еве во петката, па имаме плюс, па имаме вредноста на втората променлива после запирката, тоа е променливата целобројна Б, што има вредност 10. 5 плюс 10 е еднакво на вредноста на третата променлива, или што ја просметуваме овдека, што ни е збирот на овие две променливи. Ајде да го изгасиме ова, ајде да ги одземеме. Ќе ги копирам овие два реда, за да не куцам одново. И резултат целобројна променлива А минус променлива Б. И овде ќе сменам минус, за да не биде печатењето како што треба. И како што гледате, ни се испечати 5 минус 10 е еднакво на минус 5. Значи, како што гледате, интеџер променливите примаат вредност и негативни броеви. Ајде да ги помножиме. Повторно ќе го копирам тоа одгоре. Целоброен резултат е еднакво целобројна променлива А помножено. Значи оператор за множење не е знакчето звездичка. Значи Shift и 8 на оваа тастатура што ја имам јас. И овде ќе ставиме една звездичка и докога стартуваме програмата ќе видиме дека овие две променливи не се помножени. 5 по 10 е еднакво на 50. Ајде да ги поделиме. Оператор за делење ни е оваа коса црта.
Значи имаме целобројна променлива 5 поделено со 10 и овдека ја да го смениме и најверојатно очекувате дека ќе добиеме резултат 0,5. Но доколку се сеќавате, рековме дека интежер променливите примаат вредност само цели броеви. Значи се што ние после запирката ќе биде отфрлено. И доколку ја стартуваме програмата ќе видиме дека нема да ни биде испечатен резултатот овдека 0,5, туку ќе имаме само 0. И го што гледате 5 поделено со 10 и имаме 0. Ајде да ги смениме вредности, да речеме дека сакаме 10 да го поделиме со 3. И значи уште едно, значи во овој случај ќе добиеме само 3, а не 3,3, бидејќи се што е после запирката ќе биде отфрлено. Бидејќи интежер променливите примаат вредност само цели броеви, значи нема место за децимали во меморијата и затоа го имаме резултатот како тројка само, значи добиваме резултат од цел број при делењето. Значи, така да, доколку имате некој проблем или некое барање каде што треба да направите некоја математика или нешто и на крајот да го добиете само целиот број, не ви интересира што има запреката, значи ова како може да го направите. Значи ги користите само интежер променливите и тоа би било тоа. Ајде да видиме како може да добиеме резултат од делење. Значи, сакаме да го поделиме 10 со 3 и да добиеме резултат се што останува. Значи, 10 кога поделиме на 3, ние имаме 3, 3 по 3 е 9 и ни останува едно цело. Значи, како да го добиеме тој број? Затоа имаме еден оператор што се вика модус. И тоа ни значи тоа процент. И доколку го стартуваме овој пример, ќе видиме дека добивме 1. Значи, ова е многу корисен оператор. Значи, ние, како да ви го објаснам, во принцип тоа резултат од делење со цели броеви. Значи, 10 модус 3, имаме 3 по 3 е 9 и значи цел пат колку тројката во 10 ни е содржана 3 вкупно целосен број на пати, значи 3 тројки имаме во десетката и резултатот што останува ни е 1. Доколку имаме овдека, да речеме, 12 и кога 12 ќе го поделиме со 3, кога ќе го искористиме модус, значи тројката е содржана 4 пати во 12-ката и немаме резултат, односно имаме 0. Така, доколку видиме ово пример, што гледате, имаме 0. Доколку има овдека 13, повторно ќе имаме 1, 14 ќе имаме 2, 15 ќе имаме 3, не, 15 ќе имаме повторно 0, е со 14. Значи 14, значи, како што рековме, тројката во 14-ката е содржана 4 пати, 3 по 4 е 12 и остануваат уште два резултат. За наредното 15-ката имаме 5 пати е содржана тројката, бидејќи 5 по 3 е 15 и имаме овдека 0. Не знам дали добро ме разбравте, меѓутоа тоа е овој оператор, процент. Значи ни дава резултат од, ќе го речем резултат од делење, но резултат од делење на цели броеви, да речеме. Не знам колку добро ви го објаснив, но е доста корисен оператор. Може да го искористите, да речеме, во некој for, да имате некоја променлива и со модус да печатите секој втор или секој трет пат или како и да е. Не знам дали ви пишеме на for, но ајде не, ќе оставиме. Доколку има потреба, нека пише некој во коментар и ќе пробам да ви објаснам малку тоа што сакав да кажам пред малку со for-от. Ајде да позборуваме малку со float, да речеме. Тука имавме целобројни, сега ќе речеме децимална а е еднакво на 5, точка запирка, float
децимална b е еднакво на 10 и float децимален резултат. Ако се сеќавате добро, значи кога користевме float променливи, на крајта од вредноста треба да пишеме f. Во овој случај не ни се буни бидејќи немаме ништо после децималата, значи немаме децимал. Меѓутоа докато пишеме 5.1 и кога гледам компайлерот ќе ни се буни. Вели користете f суфикс на крајот од вредноста за да користите float, значи треба да пишем едно f мало или големо. Јас дури, значи во принцип и кога имам вака без ништо, имам float, значи немам заприка, пишувам f на крајта чисто да кога ќе очитам кодот да знам дека ово уствари ми е float, а не е integer или decimal или нешто друго. Така да, ајде да ги пробаме истите работи кои ги правевме горе, значи истите оператори, да речеме. Децимален резултат е еднакво децимална a плюс децимална b. И во овој случај ќе ни се испечати, докато ги печатиме ова, да речеме convol.writeLine и докато ги испечатиме резултатот, ќе ни се испечати 15. Ајде да стартуваме. И како што гледате имаме овдека 15, ајде чисто онака да ставиме и нешто децимално, 5.1, 10.2. Како што гледате имаме 15.3. Значи исто оператор може да ги одземеме, да ги множиме и така натаму. Така да дечки, мислам дека за ова видео дека тоа би било тоа. Кој што реков, реално и пишувам веќе материјали за наредниот серијал, така да фокусот не ми е целосно во овие видеа. Исто и овој серијал, значи не ги исполни моите очекувања, очекував дека ќе има поголема заинтересираност барем за овие првите видеа, но тоа не се случи, тоа е најверојатно бидејќи видеата не се доволно расширени. Значи видеата требаше да допрат до средношколци или деца кои се во основно образование, кои првпат се запознаваат со програмирање. Мислам дека на таквите луѓе дека многу ќе им бидат од корист, но кој што гледам тоа не се случи. Така да, кој што реков уште еднаш, ова е последно видео од овој серијал, сега ќе одморам една недела, ќе се фокусирам на други работи, значи на играта што ја работам. Ќе гледам да ја привршам и после тоа ќе почнам да ги снимам видеата од тој вториот серијал. До тогаш бидете ми поздравени. Доколку сметате дека има потреба уште од некое видео во овој серијал, значи пишете во коментар или некаде и ќе гледам да направам такво видео. Иначе онака од мене тоа би било тоа. Поздрав!